Почитувани, денес зборуваме за почит, можности и еднаквост. Но овие зборови немаат вистинска тежина ако не сме подготвени да ја погледнеме реалноста со која се соочуваме. За жал, оваа година, 8 март, го одбележуваме во сенка на една голема трагедија, што ја потреса јавноста. Загубата на 2 човечки животи, мајка и дете, како жртви на семејно насилство. Изразувам искрено сочувство до семејството. Оваа болка е потсетник дека како општество имаме заедничка одговорност. Институциите да реагираат навремено, координацијата да биде поефикасна, а превенцијата и поддршката да станат вистински приоритет. Затоа што понекогаш навремената реакција е прашање на живот. Истовремено, бројките говорат јасно. Жените во нашата држава се пообразовани, но се уште се помалку присутни на пазарот на труд. А кога се присутни, често за истата работа добиваат помала плата. Само дел од имотот е во сопственост на жените, а нивното учество во одлучувањето, особено на локално ниво, се уште не ја осликува вистинската структура на нашето општество. Законите се важни, но законот што не се спроведува е само текст. Потребна е вистинска политичка волја, одговорни институции и општество што ја вреднува улогата на жената. Почита не е символика. Почита значи безбедност. Можностите значат економска самостојност и фер шанса. Еднаквоста значи жените да бидат рамноправни креатори на политики и општествени промени. Кога жената е силна, семејството е стабилно, а кога семејството е стабилно, државата е посилна. Затоа, 8 март не е само ден за честитки. Тоа е ден на одговорност да создадеме општество во кое секоја жена ќе живее без страв, со достоинство и со еднаква можност да успее. Драги дами, честит 8 март. Нека овој ден биде потсетник дека борбата за почит, можности и еднаквост продолжува секој ден, за секоја жена, за секое дете и за еднината што сите ја заслужуваме.